Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Пред оваа емисија бев на гостување во една друга телевизија, каде што така нивото на разговор беше прилично висок и некако се вратив со желба и со енергија, можеби во тој правец да продолжа, меѓутоа за среќа или за несреќа, можеби не е толку паметно да се расправам со мојот вечерашен гостин, министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски. Добра вечер. Добро вечер. Благодарам на поканата. Да. Министре, нема да се расправаме, верувам, меѓутоа потребно е да ни дадете доста информации. Безбеден град или популарно наречен Safe City веќе втор ден функционира. После два месеци подготвителен период, вчера излеговте со првични резултати од снимањата, од проверките, сето тоа што го прави овој систем и беа многу охрабрувачки. Морам да признаам и луѓето што возат низ Скопје генерално не може да не се согласат дека навистина е стабилизирано, да речеме, однесувањето во сообраќајот. Можеби во оној подготвителен период гледавме некои каубојци кои што веројатно свесни дека нема казни, дека се уште ова е само подготвително, се дозволува малку повеќе ескапади, меѓутоа од вчера па натаму мојот личен впечаток е дека навистина и тоа како е намален бројот на прекршоци што кореспондира со тоа што вие го изјавивте. Дали и натаму е така? Јас би сакал да упутам една огромна честитка до македонските граѓани заради тоа што докажаа дека навистина ако се сака се може и докажаа дека од една бројка од пред 2 месеци од 120.000 прекршоци кои што беа детектирани од страна на овие паметни камери кога започна да функционира Safe City во рамки на тест периодот, успеавме да имаме една бројка на прекршоци која што во текот на вчерашниот ден во 8 часот се движеше негде од прилика околу 500, нешто помалце од 500 прекршоци, па на крајот на денот имавме за период од 24 часа негде од прилика да речеме околу 630, 650 да заокружиме. Денеска имаше огромен број на констатации дека станува збор за ден недела, нема многу движење и така натаму. Денеска можам да кажам дека од прилика фактичката состојба е иста, односно во 8 часот, точно ќе ги кажеме ексклузивно за вашата телевизија, имаме 508 прекршоци на ниво на цела Македонија, односно Скопје, Куманово, Тетово, коридор 8 и коридор 10, од кои што 454 се за недозволена брзина, 42 црвено светло, 12 нерегистрирани. Значи, од прилика имаме истата бројка како и вчера. Мислам дека и вкупната бројка во рамки на еден 24 часовен период на еден работен ден ќе се движи тука негде од прилика, така да уште еднаш им честитам на совесните македонски граѓани, кои што навистина решија да го почитуваат законот и решија да покажат дека европски вредности може да имаме и во Македонија, а не само кога ќе одиме во Европската унија, затоа што скоро и да нема земја во Европска унија која што нема имплементиран оваков тип на паметен систем. Би сакал да напоменам уште една работа, дека овој систем со овие резултати кои што ги имаме овде, можам да кажам дека започнавме одлично, односно започнавме навистина со надеж дека и текако оваа година ќе ги намалиме бројките на сообраќајни незгоди, бројките на повредени лица во рамки на сообраќајни незгоди и бројките на загинати лица во рамки на сообраќајните незгоди, кои што уствари и беше клучната, круцијална цел, зошто се решивме да имплементираме еден паметен систем кој што, пак ќе повторам, е имплементиран во скоро секоја една земја од Европската унија. Ако целта ни е да се стремиме кон земјите членки од Европската унија, редно е тоа да го направиме и со дела, тоа да го направиме и со проекти, особено проекти кои што спасуваат
човечки животи. Јасно. Safe City е токму еден таков проект и еве вака да го затворам во ведно излагање, огромна благодарност до сите македонски граѓани кои што како учесници во сообраќајот во рамки на овие точки кои што претходно ги напоменав, покажаа дека умеат, сакаат и можат европска вредност да ја прикажат во пракса во Македонија. Не бе фати паника на почетокот кога имавме 120.000 прекршоци во 24 сати или во колку беа и кога имавме 5.000 преминувања на црвено само дента. Ме фати и како. Вака искрен да бидам, ме фати. Видете, овој систем може ли да го применат и претходно? Од 2008-2009 година е започнато со негово имплементирање и се користел повеќе од 15 години за една од намените кои што ги нуди овој систем. А тоа е да се користи во рамки на криминалистичко-оперативните обработки кои што се спроведуваат од страна на Министерството за внатрешни работи и при секојдневни операции кои што и tekako значително го подобруваат откривачкиот капацитет на Министерството за внатрешни работи. Но, знаете како, и од старт верував дека она кое што го говорам дека македонските граѓани се мудри, дека генерално сите ние кои што живееме на ова тло, и македонците, и албанците, и турците, и власите, и ромите, и србите, и бошњаците, и сите останати, сме мудар народ, кој што навистина знае да препознае вистинска вредност и знае да покаже со дела дека можел поинаку и од претходно. Само тоа требаше да го направиме во рамки на еден системски проект, поддржан од страна на владата, поддржан од страна на пратениците во рамки на македонското собрание, поддржан од страна на огромниот број на совесни учесници во сообраќајот. Реално, ние покажавме дека всушност треба да санкционираме на ден околу 500 прекршители, Што е нешто на законот. Океј, мислам во споредба со претходно. И навистина мораме да го разграничиме оној факт дека ние се бориме против мал број на несовесни учесници во рамки на сообраќајот. Ќе имаме прилика ќе разговараме вечерва. Сликата погрешна за сите така учесници во сообраќајот. Значи тоа се мал број во споредба со вкупниот број на шофери во Македонија, да кажеме, кои што навистина се однесуваат несовесно во рамки на сообраќајот. Еден прекршок може да му се случи на било кого. Па и втор прекршок може да му се случи на било кого да го стори. Константно, така е, но еве дозволете ми ексклузивно вака да споделам една информација со вашите гледачи која што мислам дека ќе биде многу интересна. Согласно податоците кои што сега во рамки на овој систем можеме да ги поинаку да речам анализираме и поинаку да ги врземе со конкретните сторители. Во Македонија во последните 4 години имаме вкупен број на изречени забрани спрема сторители кои што преку Министерството за внатрешни работи се евидентирани и доставени до конкретните сторители, а кои што при тоа сториле еден прекршок за да биде изречена забрана за управување со моторно возило со правосилна судска пресуда. 55.405. Тоа се оние граѓани кои што секогаш може да им се случи да сторат прекршок, да им биде изречена забрана, да се испочитуваат и така натаму. 55.000. Сега. Овие кои што по два пати, и по втор пат може да му се случи на граѓанин, повторно да направи грешка, да речеме да управува моторно возило и да му биде изречена забрана. Колку за тие? Негде околу 8.000, 7.987. Сега. Оние кои што сториле оние кои што имаат правосилна пресуда за забрана за управување на моторно возило, а ја важечка во последните 4 години. 1863. Со 4 забрани имаме 677, со 5 забрани 291 сторител на прекршоци, а имаме и рекордери, имаме двајца со по 40 забрани. Како воопшто возат тие луѓе со 40? Не знам како возат, ама сега со овој паметен систем нема да возат така едноставно. Сега, ова бројка на луѓе, реално, овие кои што ги говоревме, 3000 вкупно нека се, шофери, несовесни,
несовесни шофери, го загрозуваат животот свој, го загрозуваат животот на нивните сопатници, на нивните најблиски, на нивните деца, на нивните И на стотици родители, илјади други, апсолутно. и на 2 милиони луѓе други кои што живеат во оваа држава или транзитираат низ оваа држава, најмалку. Еве на 2 милиони да се задржиме. Значи, негде од прилика 2.500 до 3.000 шофери загрозуваа живот на од прилика 2 милиони. Од каде тогаш таа скепса, министре, која што се појави во целиот овој подготвителен период, дека ние не сме способни како општество да имплементираме еден ваков систем, дека сето тоа ќе биде многу време за ништо, се слушаа муабети од типот, сега симплифицираме ги тоа, ова ќе трае неколку дена и после 10 дена се ќе си биде постаро, па муабети од типот, да, тоа ќе важи за обичниот народ, овие другите, претпоставувам мокиниците, нема да ги фаќа овој закон. Па потоа имаме трета теза дека ова е направено намерно за да се полни буџетот, па ќе казнуваме луѓе колку што можеме повеќе за да им ги земеме парите да го полниме буџетот. Колку се овие претпоставки, по некои од нив и злонамерни, реални? Три вака генерални тези. Сега што ми падна на памет, иначе ги има кој знае колку, да. Да ги поразговараме. Првата теза од каде е скепсата, тука не би навлегувал во детали, но сепак очекувано е нешто кога 15 години не е имплементирало, а требало да биде имплементирано ради X причини, граѓаните да се сомневаат во тоа дали ќе биде сега имплементирано. Тука до душа вина имаат и малце, нема да речам, политичарите кои што навистина вака без никакви аргументи го нападна имплементирањето на овој проект, но еве да кажеме дека има оправданост зашто да се скептични граѓаните во делот на тоа дали можеме да имплементираме или не можеме да имплементираме Саглам проект, така би рекле кај мене Велешани. Во однос на таа скепска, еве ќе речам дека е оправдана. Во однос на она кое што го напоменавте од аспект на тоа дали можеме да дали имаме капацитет и така натаму, и како имаме капацитет, дали има потреба да биде имплементиран ваков проект, навистина мислам дека бројките, она кое што го говорат, ништо не може да побие статистика која што само за 2 месеци имаме во споредба со претходно. Значи, ако претходно на територија на СВР Скопје сме имале 424 повредени лица во рамки на сообраќајни незгоди, само за овие 2 месеци имаме 288. Значи, за 32% точно имаме намалување на број на повредени лица на територија на градот Скопје. Тоа е фрапантна разлика во споредба со... Само ова доволно е оправдува веќе причината зашто да постои овој систем. Само, 150, да кажеме, од прилика луѓе, помалку повредени само во Скопје. Овие луѓе, ако не заслужуваат да имаат нормален услов за функционирање, не знам што треба да направиме за да заслужиме еден ваков проект. А од аспект на загинати, ако претходно компарирано со овие 2 месеци сме имале 11 смртни случаи, овие 2 месеци имаме 4. Голема разлика дефинитивно. 64% помалку. Сега, навистина сметам дека самата бројка од 120.000 на прекршоци на 500 прекршоци, навистина мислам е неспоредлива и како заслужува да сме горди како граѓани сите, заради тоа што резултатите првични од овие 2 дена навистина наговестуваат дека ние со овој проект имаме надеж која што е видлива дека безбедноста ќе подкренеме на одредено ниво и при тоа ќе се промени не само сообраќајната култура и сообраќајната свест. Ние овде ја подкреваме реално свеста на македонските граѓани дека не само што можеле да живеат подобро и побезбедно, туку со ваков пристап, сериозен пристап, наистина ние можеме и такако да си ја подобриме Македонија во секој еден сегмент каде што државата, кога ќе се вложи како што треба, во соработка и партнерство со граѓаните, затоа што овој резултат на македонските граѓани не е на никој друг резултат, може да на крајот ги имаме овие видливи резултати. И ова, јас не знам кој би можел да го оспори вака да речеме. Не е спорно. Политичар ли ќе, не знам, скептик ли ќе и така натаму и така натаму. Навистина ова се неспорни факти. Ке има ли заштитени мечки? Сега, тоа е суштината на
вербата кај граѓаните во имплементирање на одреден проект. Ќе докажеме и докажуваме дека во рамки на имплементирањето на овој процес, камерата не може да препознае нити братучет, нити роднина, нити партиска припадност, нити па било каква друга привилегирана личност. Едноставно, препознава само прекршоци. Да се согласувам, некој ќе рече повторно, сега аз ги вадам сите овие што ми паѓаат на памета коментари, некој ќе рече да, тој ќе биде казнат формално, а утре ќе се јави кај што треба и тоа ќе биде поништено. Невозможно е тоа. Во рамки на овој систем тоа е невозможно. Нема каде да се јави. Нема каде да се јави. Заради тоа што системот ги регистрира сите сторени прекршоци. Да, има прекршоци кои што согласно закон не можат да бидат ефектуирани. Како што е, не знам, прекршок сторен од страна на итна помош, пожарна и така натаму. Согласно членот во законот за безбедност кој што се дефинирани како возило кој што се употреба на светлосна сигнализација и така натаму, управуваат одредени возила заради повисока цел. Спасување животи, така нормално, е, да. Но тие со закон се ослободени од одреден тип на прекршоци кои што ги сторуваат. Секој еден кој што ќе стори прекршок, а при тоа нема законски основ за екскулпирање, ќе си биде каснет и ќе си сноси одговорност. Макар бил и ваш братучет. Напамет зборам. Апсолутно бил, не само братучет. И јас доколку сторам било каков прекршок, како учесник во рамки на сообраќајот, ќе бидам евидентиран и санкциониран. Исто како и секој еден друг граѓанин. Впрочем, тоа го покажавме и докажавме и во рамки на тест периодот, кога моето приватно возило одевме на кај Кавадарци, дента имаше конгрес на ВМРО-ДПМНЕ, беше детектирано од страна на камерите, тогаш камерите не препознаваа толеранција во град од 9, како што препознаваат сега, тогаш казнуваа, таму каде што е дозволено со 50, казнуваа и со 51. Моето возило беше детектирано со 51, мене ми стигна опомена тогаш. Така да, овој систем навистина покажува дека можело неселективно, како што треба, што ви рекле старите, да се имплементира еден проект и при тоа да биде за општо добро на сите граѓани. Моментот со полнењето на буџетот исто така една тема која што многу им значи очигледно на граѓаните, многумина се плашат дека ова е тоа смислен систем за едноставно се казнува кој ќе стигне, како ќе стигне и да се плаќа. Иако буквално пред емисијата ми објаснивте нешто навистина интересно, па би сакал да го споделите и со јавноста, бидејќи ние очигледно трошиме многу повеќе пари заради сообраќајките кои што се случуваат во градовите, отколку кога би добиле во буџетот отпишување казни. Видете, овие 2-3 кои што претходно ги напоменав, да, тие немаат интерес да се имплементира еден ваков систем. Зборувате за овие повторувачи на така е. Зошто? Заради тоа што ќе бидат многу лесно детектирани и санкционирани. Ама овие 2 милиони и те како имаат интерес да се имплементира еден ваков систем. И сега, пазете колку едноставно. Бидете совесни, управувајте моторно возило согласно дефинирани правила, во рамки на законски утврдена толеранција, нема да го полните буџетот. Односно, нема да платите казни. Значи, едноставно е многу. Бидете совесни, почитувајте ги сообраќајните правила, спасете човечки живот плюс, нема да платите казни. Казни плаќаат оние кои што се несовесни. И пак ќе повторам, секогаш може да му се случи на човек да направи сообраќајен прекршок. Ама 40 пати да прави сообраќајен прекршок. Тогаш веќе е јасно што е работа. 40 забрани да има. Видете, тоа не се обични прекршоци, тоа се или минење на црвено, или по изрекување на забрана заради управување на моторно возило во град 30 над дозволеното. По стариот, по сегашниот истис, или на отворено 50. За таков тип на прекршоци се изрекуваат забрани. Таквите треба да дозволиме да ни го диктираат животот. Таквите треба да дозволиме да ни ги диктираат правилата на игра. Не, совесните треба да ги диктираат правилата на игра. Оние кои што го почитуваат законот и оние кои што сакаат безбедно своето дете да стигне дома. Јасно. Сега, ако е таква ситуацијата, тоа значи дека едноставно со почитување на законот буџетот нема да се полни. И да, и надвор ви кажав пред да влеземе на емисијата. Јас би бил најсреќен би бил кога камерите
би детектирале 0 прекршоци за 24 часа. Зошто? Заради тоа што има една студија која што е изготвена за сите вкупни трошоци кои што ги чинеле македонските граѓани 2023 година. Од аспект на трошоци настанати како последица на сообраќајни незгоди со телесни повреди, тешки телесни повреди, смртни последици и материјална штета. Сите оние трошоци кои што настануваат од една ваква сообраќајна незгода. Што мислите колку е од прилика вака вкупната сума? Усвери вие кажете. Добро, јас знам, тоа е навистина фрапантно. 400 милиони евра ги чини македонските граѓани надоместување на штета поврзана со сите овие трошоци од аспект на непочитување на сообраќајни правила 2023 година. 400 милиони евра. Толку ќе заштедиме годишно, доколку немаме сообраќајни прекршоци, а доколку немаме сообраќајни прекршоци, ќе немаме ни сообраќајни незгоди. Ниедна незгода сообраќајна особено сериозна не е настаната заради тоа што некој почитувал брзина, почитувал црвено и така натаму и така натаму. Тогаш нека не се полни буџетот. Така најмногу ќе се полни. Така е. Така најмногу ќе се полни, само не од казни. Добро. Значи, Министерството за внатрешни работи и државата и секој еден разумен и совесен човек во оваа држава треба да е најсреќен ако имаме 0 констатирани прекршоци. И од аспект на финансиски средства, но особено од аспект на она најбитното. А тоа е безбедноста на граѓаните, тоа е животот на граѓаните. Морам да ја поставам уште 2-3 прашања во овој правец. Политичкиот ривал ваш и од условно македонската и условно албанската опозиција излегуваат со свој гледишта, одговорено е, меѓутоа повторно не е лошо да се напомене. СДСМ тврди, се плаши дека ќе бидат злоупотребени овие камери за лични податоци, утре задутре искористување за притисок врз граѓаните, може би за да гласаат или не знам како тој притисок е замислен. Од друга страна, господинот Села и господинот Таравари, тие се двајца од иста партија која што е поделена и така натаму, инсистира дека овој систем ги сегрегира граѓаните, односно дека е насочен речиси кон албанците кои што би требало да се чувствуваат небезбедно, да плаќаат казни и така натаму. Видете, ова второ стварно мислам дека Па и мене ми е нелогично, меѓутоа стои и упорно и денеска се инсистира, се дава предуставен суд, значи постојано тезата е толку многу надвор од памет, вака едноставно да се изразам, со навистина не ни сакам да ја коментирам. Ја стварно се чудам како уопште им текнала теза дека овој систем препознава сторител на прекршок албанец од македонец. Ја не може да ги сватам, значи навистина луѓе. Ја не знам како може да се толку иновативни од етнички аспект. Препознава физички кој. Ја не ги разбирам луѓе. Прво, точните локации и каде треба да се стават камерите не се дефинирани од овој министер, дефинирани се од претходно, од 2023. Добро, е важно многу. Значи, па токму во тоа е посоката дека Скопје, Тетово, Куманово и Тетово се одбрани каде што има многу албанци и па сега се 2023. 2023 се одбрани. Тогаш јас си бев адвокат. Меѓутоа тие три града и тогаш беа најголеми во земјата објективно и јас не велам дека погрешно се одбрани како градови каде што треба да се започне со имплементирање на овој проект, токму од таа причина за тоа што се едни од најголемите градови во државата. И фаќаат територија од три различни савариња од аспект гледано на Министерство за внатрешни работи, што ќе пружа и пружаше доста добри влезни параметри во рамки на тест периодот. И навистина тој избор што го направиле 2023 е добар избор од аспект на стартно отпочнување со проектот. Ама не сум го направил јас. Го направил некој пред мене. Сега, ние го проширивме стартно коридор 8 и коридор 10, да. Со тоа што ќе го имплементираме на територија на цела Македонија. Значи и другиот аргумент дека е неуставен за тоа што е само овде, паѓа во вода. Така да навистина иновативноста нивна вака е за секоја чест, за машала што би рекол народот, ама не држи никаква логика, значи. А злоупотребата на податоците евентуално. Сега. Што правеа они 8 години доека беа на власт? Истиот систем го користеа од аспект на оперативно криминалистичко работење на Министерството за внатрешни работи. Истиот систем го користеа. Кои действија ги превземаа они од аспект на заштита на лични податоци, дефинирање на правила на игра во рамки на работењето на Министерството,
Кои чекори ги превземаа со Агенција за заштита на лични податоци? Знаете дека во тој период не им дозволувале наврата да тропнат, а камоли па да влезат и да седнат на заеднички состанок. Така ми кажаа луѓето од Агенција за заштита на лични податоци. Ако ме лажеле, мене ве лажем и ја вас. Ние ги донесовме сите потребни подзаконски акти кои што требаше да се донесат. Мислам дека беа негде околу 11. Со сите потребни правила на игра, со сите потребни процедури и така натаму. Овој систем, нека не ја замајуваат јавност, се користи уназад 15 години. Само претпоставувам дека претходно никој немал храброст или никој немал визија, да сме поблаги, да го стави во функција и за оваа алатка која што и текако е потребна на граѓаните. Всушност суштинската. Значи, замислете, ака едноставно кажано, замислете пред 15 години да сме го имплементирале системов и замислете 15 години наназад, секој еден ден, наместо 120.000 прекршоци, да биле сторувани 500 прекршоци. Која бројка на повредени лица ќе имавме тогаш? И колку човечки животи ќе беа спасени? Која бројка на загинати наши луѓе ќе имавме тогаш? Која материјална штета ќе сме имале тогаш, а ја имавме реално со неупотребата на овој систем? А можело да се имплементира? Можело да се имплементира и 2017, и 18, и 19, и 20 и така натаму. Зошто можело да сметате дека е во прашање мрзеливост, неспособност или некоја позадинска приказна? Искрено заради тоа што мислам дека немале храброст да се соочат со сето на кое што требало да се соочат од аспект на чекори во насока на подобрување на состојбите во државава и едноставно заради тоа што нити си ги сакаат граѓаните, нити па работат во интерес на граѓаните, нити па имале на ум секојдневно како што имаме на ум ние во рамки на оваа влада да се посветиме за доброто на македонските граѓани. Но, министре, факт е дека овој систем се уште не е целосно имплементиран, потребно е низ цела Македонија да се направи, тоа е процес, треба време. Од друга страна, факт е дека и еве многу ми напрашуваат, на одредени места можеби нема камери, на одредени места нема потребна инфраструктура и сега повторно се појавуваат оние злонамерни коментари, дали ова намерно се прави, избирате одредени локации, повторно од етничка некаква причина, намерно ставате повеќе камери во аеродром, многу помалку има, не знам, во Чаир, сега на памет го зборам, меѓутоа логиката е таа, намерно се сака одредени граѓани да се држат во позиција, не знам, на контрола, а на другите им се дозволува да прават што сакаат. Колку е ова реално? Значи, видите, Има прашање дека на Пластичарска улица свесно се остава да не функционира тој систем, дека нема доволно камери, дека тамо се паркираат возила на кој како ќе му текне. Не е точен фактот дека немаме камери на улицата која што напоменавте, имаме и таму камери. Не е точен фактот дека камерите се одбирани за да се делува на било кого, било како. Точно е дека 80% од камерите, пак ќе повторам, се локациите се одбрани од страна на некој си претходен менаџерски тим. Точно е дека овој систем не е совршен. Точно е дека и како ќе го подобруваме во наредните месеци, во наредните години. Точно е дека и како имаме многу работа пред нас, ама исто така и точно дека наместо 11 имаме 4 жртви. Наместо 424 имаме 288 повредени. Ова ако остане вака е доволна причина да постои системот, се друго да трне. И тоа е точно. И тоа е точно. И точно е дека овој систем треба да го имплементираме на територија на цела Македонија и ќе го имплементираме на територија на цела Македонија. И граѓаните во Девар, и граѓаните во Струмица, и граѓаните во Струга, и граѓаните во Делчево заслужуваат да имаат побезбеден сообраќај, а овој систем токму тоа го нуди и токму кон тоа се стреми. Видете, ако и ова може да го продискутираме. Паметен град или безбеден град, безбедна држава како систем е само
употребата на камериве е само еден од чекорите кои што треба да не доведат до крајната цел. Ако Европската унија има стратегија заклучно со 2030 година да ги преполови бројот на жртвите кои што ги имала претходно, ако ние сме имале 145 жртви континуирано изминативе 15 години во просек, Тоа е просек, добро? Минатата година имавме 132, но просекот е 145. 2024 имавме 142, ако не се лажам. Тоа значи дека од прилика ние би требало да имаме намалување, ако сакаме да ги преполовиме, од 142, не да паднеме на 132, туку да паднеме далеку под 100. За да ја постигнеме таа цел, да, еден од чекорите кои што се препорачани во рамки на оваа стратегија е воведување на паметен систем на детектирање на сообраќајни прекршоци, но исто така треба да се фокусираме и како на ревидирање на брзините со кои што се управува не само во град и надвор од град, не само од аспект на констатирање и евидентирање на прекршоци, туку особено од аспект на инфраструктура. Треба да се фокусираме на ревидирање на експресните патишта. Треба да се фокусираме на ревидирање на паметниот систем кој што е задолжен за функционирање во рамки на градот Скопје, особено е поврзан со светлосната сигнализација. Треба да се фокусираме на отклонување на црните точки кои што ги имаме не само во градовите, туку и надвор од населените места. Треба да се фокусираме на овозможување на посовремени, по-нови возила во рамки на сообраќајот во Македонија. Треба да се фокусираме на побрз мултиинституционален одговор од аспект на реакција на пожарна, брза помош, Министерство за внатрешни работи и така натаму и така натаму. Значи, треба да имаме еден по-широк пристап кон подигнување на безбедноста во сообраќајот. И тоа и го правиме. Еве, денеска имав еден состанок со министерот за транспорт, колегата Александар Николовски. На состанокот беше присутен директорот на Бюрото за јавна безбедност Александар Јанев и директорот на јавното предпријатие на ЈПДП господинот Коце Трајановски и луѓе од Министерството за внатрешни работи, од Министерството за транспорт и професори од експерти од фелата, каде што дискутиравме за како согласно препораките на Европската унија и нивната емпирија, нивната пракса, особено анализиравме земји како Австрија, Германија, Шведска, Данска, во делот на проектирање и изградба на експресните патишта. При што се донесоа конкретни заклучоци, се формираме една меѓуресорска работна група која што ќе се фокусира во прва фаза ревидирање на законски и подзаконски акти поврзани со сето ова. Додуше имавме една измена на законот во 2025 која што овозможи еден поинаков начин на проектирање и градење на експресни патишта, кои што треба да бидат далеку по-безбедни од овие кои што ги имаме моментално. И во иднина исклучиво да се фокусираме на ваков тип на безбедни експресни патишта кои што би требало да ги намалат жртвите во рамки на сообраќајот за околу 70%. Значи тоа е огромна разлика. И вака еве конкретно на што се однесува новиот начин на проектирање. Ако досега имаме експресен пат како што е не знам, еве Штип-Кочани, еден од вака да речеме ризичните експресни патишта, кои што имаме две главни ленти и две помошни ленти кои што се за застанување, а никој не ги користи за застанување, туку се ги користат за возење. И при тоа бројот на жртви кои што настачува најчесто заради погрешно претекнување и челни судари. Во иднина со соодветно проектирање на патишта на експресен пат кој што би имал две ленти во едната страна и една лента во другата страна, па по одредена километража, тоа би се сменило, не знам, после 2-3 километри, би имале две ленти во другиот правец, една лента во спротивниот и така натаму. И при тоа физички ги раздвоиме двете ленти од едната лента, нешто како што е патот Гостивар Тетово.
или па уште подобро, во иднина градиме баш таков тип на експресни патишта, а со по две ленти од една страна и две ленти од друга страна, но навистина согласно параметри кои што дозволуваат движење и на двете ленти, не знам, 3,25 метри, 3,50, една лента да е широка, а не како што е сега. Пак ќе повторам, и физички ги раздвоиме една од друга овие ленти на движење. Согласно емпирија на земји членки на Европската унија, до 70% можеме да ги намалиме бројот на жртви во рамки на овие сообраќајни незгоди. Навистина, ова е само еден од чекорите кои што ги планираме за во иднина. Исто така и како сме фокусирани на решавање на црните точки во рамки на градот Скопје и останатите градови, и овдека ќе имаме конкретни чекори кои што ќе бидат превземани во иднина, така да имаме еден суштински пристап кон зголемување на степенот на безбедност во рамки на цела држава, особено поврзан со сообраќајни незгоди. Така да, навистина, доколку македонските граѓани ни се партнери во овој процес, што значи тоа? Доколку ги почитуваат сообраќајните правила, како што покажаа дека и те како во споредба со претходно, знаат и можат да ги почитуваат. Тогаш резултатите ќе бидат со сигурност и видливи и реални. Мене ми пристигна, морам да признам, многу прашања во најавата за оваа емисија, не е возможно да ги поставиме, нешто можеби малку и успеав да прашам, еве барем уште 2-3 од оние што се вели специфични. Колку луѓето имаат право на булеварите наши да запрат, да остават, не знам, дете на училиште, да земат нешто. Зборуваме она запирање од 1 минута. Многу мина се прашува дали тоа автоматски ќе биде регистрирано како казна. Се отворивте една нова интересна тема која што не е говорена досега, но македонските граѓани заслужуваат да ги имаат сите информации кои што се поврзани со имплементирањето нови паметен систем. Овие сообраќајни прекршоци кои што досега ги говорев. И оние сообраќајни прекршоци кои што ги имавме на почетокот. Значи, и оние 120.000 на почетокот, и овие 500 сега, во себе немаат вклучено ни еден сообраќајен прекршок поврзан со паркирање и запирање. Нити на почетокот од тест фазата ги имавме констатирано овој тип на прекршоци, нити пак сега. Зошто? Заради тоа што таа можност на Safe City се уште не е ставена во функција согласно она кое што може да биде ставено во функција. Зошто? Оценивме дека потребно е да имаме нивелирање од аспект на поставување на сообраќајни знаци поврзани со погрешно паркирање и запирање. Потребно е да имаме усогласување, конкретно еве да речеме со градот Скопје во делот на она кое што е действие кои што се превземаат од страна на доставувачи на роба, а при тоа се нема пристап од друга страна. Што е реален проблем. Што е реален проблем. Исто така имаме реален проблем со одредени не знам, еве, аптеки, продавници и така натаму, каде што навистина се доколку се застане или се запре повеќе од 3 минути, а при тоа е забрането, тоа реално се сторува сообраќајен прекршок и истојот ќе биде детектиран од страна на паметните камери кои што ги имаме и може да биде детектиран од страна на паметните камери кои што ги имаме. Се со цел да не направиме конфузија и да реално оштетиме одредени граѓани кои што или правни лица, вработени лица и така натаму, кои што немаат друг начин како да остварат одредени права во рамки на градот Скопје, па и останатите градови. Особено сега ќе ви речи итно беше, баш моево итно. Морам во аптека сега и веднаш. Видете, детето ми е болно, на памет зборувам. Едноставно, ако сме се договориле да играме по одредени правила на игра, ние мора да ги почитуваме правилата на игра. Ако се договориме како општество дека не треба да застануваме таму каде што е забрането застанување, не треба да застануваме. Ако сме се договориле дека може да застанеме, тогаш може да застанеме. Но за сега велите се толерира. Но едноставно овој систем може да детектира таков тип на сообраќајни прекршоци со одредени камери кои што ги имаме поставено на одредени точки, може да детектира таков тип на прекршоци со
возилата кои што ги имаме, но се уште оценивме дека не сме во подготвена фаза, еве да кажеме така, согласно сето она кое што треба да го превземеме како действие, а при тоа да бидеме сигурни дека тоа што го имплементираме во пракса е тоа кое што, да речеме, ќе ги даде очекуваните резултати. Значи, град Скопје ќе треба да донесе одредена одлука каде што ќе ограничи временска зона за дотур на роба до одредени компании, ќе треба да даде одредени дозволи на тие компании за каде, кога и во колку часот може да се врши таков дотур на роба. Ќе треба да се постават сообраќајни знаци на сите оние позиции каде што имаме поставено камери, а при тоа тие детектираат таков тип на прекршоци. Тоа се уште, морам да сум искрен, не го сторивме за овој временски период, така што видите, се фокусиравме во рамките на тест периодот на оние сообраќајни прекршоци од кои што се губат човечки животно загрозувачките, апсолутно. Се фокусиравме во рамките на тест периодот и првично еве во рамките на пуштањето во функција на овој паметен систем на оние сообраќајни незгоди кои што на оној тип на прекршоци кои што може да предизвикаат најголем број на повредени лица, а тоа се токму поминување на црвено и возење со недозволена брзина. Така да ова ќе следи во процес SafeCity. Пак ќе повтораме проект кој што и те како ќе се развива во иднина, а благовремено ќе ги известиме граѓаните кога ќе отпочнеме и со таков тип на процесуирање на казни во делот на паркирање и запирање. Ќе треба да се постават сообраќајни знаци таму каде што ќе се превземат такви действија од страна на фиксно поставените камери, така што ќе ги информираме граѓаните кога ќе отпочнеме и со детектирање на тие прекршоци. Сите овие бројки кои што ги говоревме до сега, во себе не ги опфаќаат ваквите прекршоци. Така да истите се легитимни и релевантни да се Уште едно прашање на оваа тема и потоа ќе преминеме на нешто друго. Велат во одредени прашања граѓаните дека се случува некаде да има знаци кои што покажуваат дозволена брзина од 40, например, или 30, а SafeCity вели 50. Сега многу мене се збунуваат дали овие знаци значат тоа што го пишува на нив 40, например, а не 50. Дали тие ќе бидат тргнати или остануваат на сила? Секој еден знак кој што е поставен на место каде што има камера е во согласно со калибражата или утврденото мерење од страна на експертите и од страна на Бюро за метеорологија на конкретната камера. Значи, знаците, каде што имаме камера, имаме знак кој што е ревидиран и кој што е поставен согласно сообраќајен проект донесен од страна на надлежен орган. Тоа значи тоа што Тоа значи ако пишува 40, а при тоа таму има камера која што констатира сообраќајен прекршок, доколку возите 47, сообраќајниот прекршок ќе биде констатиран, евидентиран, ќе ви биде пратена порака дека сте сториле прекршок и така натаму. Доколку управувате моторно возило со 43, а е дозволено 40, тогаш нема да биде констатиран сообраќајен прекршок, но ќе биде пуштена порака дека возите во рамки на дозволена толеранција, ве молиме, внимавајте и почитувајте ги сообраќајните правила. Последно прашање во овој аспект. Оваа толеранција што се дозволува од неколку километри плюс, паметна работа ли е? Некои велат да, логично е, затоа што човек притиска на газ и знае да отиде. Едноставно. Од друга страна, нели, луѓето кога се докажуваат, не стиска, вака беше, онака беше, 53 беше, не беше 57. Дека мора да има толеранција согласно закон, мора да има толеранција. Зошто? Заради тоа што може да има разлика помеѓу измерената брзина од страна на камерата и реалната брзина на движење на возилото кое што се движи. Но факт е дека согласно она кое што ние го направивме како мерење, разликата помеѓу движењето на возилото констатирано со посебен уред за калибрирање и разликата помеѓу констатирањето на брзината од страна на камерата не се повеќе од 0,4 до 0,6. 0,8, 1 имавме на некои камери, 1 км на час. Додека нашата најмала толеранција е 6 км на час. Така да, секако влегуваме во рамки на законски дозволениот максимум за толеранција, но сакавме да покажеме дека нас целта не ни е
како држава, да ги казнуваме граѓаните. Целта ни е да го забавиме сообраќајот, за при тоа да истиот не доведе до несакани последици. Сега, ние почнуваме со овој проект. Тоа го каже и премиерот. Во иднина, како што ќе се навикнуваме на нормално возење, како што ќе се навикнуваме на почитување на законски процедури, како што граѓаните ќе се уверуваат дека овој систем е партнер на нив, а не непријател. Како што ќе паѓаат бројките во иднина, така ќе имаме одредено нивелирање и на сообраќајните правила и на толеранциите. Видете, Осло со намалување на брзина на 30 во град покажа дека за период од една година има 0 жртви. И мислам дека имаше и втор вака главен град, ако не се лажам, Рим. Мислам дека исто така воведе максимална брзина на движење во рамки на градско јадро од 30 км на час. Иднината на Европската унија и иднината поврзана со безбедноста во сообраќајот е насочена кон намалување на брзина. Но пак ќе повторам, ние сега почнуваме со овој проект, сакаме да покажеме дека истиот е функционален и ги дава резултатите. Толеранциите кои што ги имаме утврдено како такви, ги имаме утврдено, пак ќе речам, во рамки на една нормалност и разумност, се прифатени од страна на граѓаните, покажавме дека знаеме да го чуеме гласот на граѓаните кога говориме за имплементирање на сериозни проекти. Ајде да видиме како ќе функционира овој проект и кои ќе бидат резултатите од истиот. Ајде да видиме какви ќе бидат бројките во иднина и од аспект на материјални штети и од аспект на повредени. Ајде да видиме какви ќе бидат бројките од аспект на сторени сообраќајни прекршоци и ќе видиме како ќе се За сега ветувачки во секој случај потрошивме голем дел од оваа емисија на ова многу круцијално важно прашање и воопшто не ми е криво за тоа, меѓутоа имаме уште многу прашања да поставиме, но не е возможно сето тоа да се постави во една емисија. Нема селективна пратба, нема заштитени, нема недопирливи. Украденото мора да се врати кај народот, порача денеска премиерот Мицкоски на конститутивната седница на Националниот совет за финансиски истраги и конфискација на имот. Вие сте, ако не се лажам, дел од овој национален совет. Вели премиерот дека се отвараат повеќе од 50 случаи на висока корупција, ќе има и дополнителни, и таа е основната порака, затоа ја прочитав. Украденото мора да се врати кај народот. Овие случаи често пати биле криени, така вели премиерот, во фиоки, биле игнорирани, едноставно како да не постојат. Видете, навистина, мене ми е многу драго што како институција и како влада, и како Министерство за внатрешни работи, и како влада, ја враќаме довербата кај граѓаните дека навистина, ако се сакало, се можело, и дека е видлива борбата против корупцијата и економскиот криминал. Многу ми е драго што е тоа така, а сега ќе ви кажам зошто е така. Заради тоа што оваа година, ако ја компарираме со претходните години, само со претходните две да ја компарираме, од аспект на кривични дела поврзани со корупција и економски криминал. Кога би говореле за бројка на кривични дела, кои што биле процесуирани од страна на Министерството за внатрешни, 2023 126, 2024 206, 2025 290. Значи кривични дела кои што Министерството ги процесуирало, а се поврзани со корупција и економски криминал за 130% повисока бројка во споредба со 2023. Од аспект на сторители, 185 23, 24 363, 25 678. Сторители опфатени во ваков тип на кривични дела кои што Министерството за внатрешни работи ги процесуирало. Сега, каде е вака најголема разлика? Поврзано со штета сторена по буџет на РМ, од аспект на бројка. 2023 година имаме 5,7 милиони евра, значи кривични пријави кои што ги процесуирало Министерството за внатрешни работи. 2024 24 милиони евра, значи отприлика негде околу за 5 пати, 4 до 5 пати повеќе. 2025 година 380 милиони евра. Значи имаме Ова не можам да го пресметам, во нивно време негде околу 6 да кажеме, нека не е 5,7, 6 милиони евра. 2025 година 380 милиони евра кривични пријави
кои што Министерството за внатрешни работи ги процесуирало, а при тоа велиме дека имаме основани сомненија за криминал поврзан со корупција. Епа сега разликава не се споредува. Зошто тогаш постои таа нарација во јавноста, можеби некој ја наметнува, дека недоволно оваа влада се ангажира во борбата со корупцијата и со економскиот криминал? Видите, јас немам таква... Овие проценки што вие кажувате, односно точни информации, се огромна разлика. Меѓутоа повторно се наметнува таа нарација дека нешто чекате. Видите, Што дали, чекате, дали треба во иднина уште повеќе да работиме? Да. Ама 6 милиони евра и 380 милиони евра може да ги споредиме? разлика, не мислам, нема споредба. Видите, Министерството за внатрешни работи во 2025 година, конкретно да речем, има историски податоци компарирано со 20 години наназад, не само со последниве 2-3 години. Еве, од аспект на вкупен број на кривични дела кои што настанале, имаме најмал број на кривични дела во последниве 20 години. Најмал број на кривични дела. Констатирани, а при тоа имаме раст на кривични дела поврзани со корупција и економски криминал, кои што ги процесуираме. Значи, тоа би требало да значи дека имаме смирување во делот на сторен криминалитет. Овие кривични дела кои што сме ги процесуирали иначе претходно, се процесуирани за неколку години наназад сторен криминал. Од аспект на расветлени кривични дела, повторно имаме најдобар резултат во последниве 20 години. Имаме 67,2% расветлени кривични дела, негде од прилика компарирано со претходните години за околу 10% повеќе расветлени кривични дела. Така да, навистина, сметам дека ова кое што го работиме и како дава резултати, не само од аспект на конкретни бројки, туку и од аспект на перцепција кај граѓаните. Но потоа доаѓа моментот во обвинителство и на суд, каде што често пати работата не оди толку мазно како кај вас. Сега останува да јавното обвинителство покаже во иднина дека навистина може да направи промена и може да направи разлики и може и кај нив да имаме подобрување на перцепција на граѓаните во однос на нивната борба против особено организиран криминал и корупција, секако со процесуирање на добар дел од овие постапки кои што ние сме ги отворили. И како може да направи разлика и навистина сега на чекор се токму тие. Јас искрено сум убеден дека во следниот период и како ќе треба да се видат резултатите од работењето како на Министерството за внатрешни работи, така и на останатите органи во државата, чија што цел е да се борат против, особено против корупција и организиран криминал. Зборуваме за корупција, за организиран криминал, обично тоа е политички поврзан, најчесто така го доживуваме, меѓутоа генералната слика. Постојат апологети кои што ќе речат, не знам, Панче го уништи криминалот во Македонија, еве ги нема мафиите сега, да не ги спомнувам Бела Ноца, не знам како се викаат тие. Меѓутоа реалноста е дека криминалци секогаш имало, секогаш ќе има, од сите области, тие афинитети, тие имаат своји жанрови. Реално, колку сте задоволени од борбата воопшто со криминалот во Македонија? Дали треба уште многу да работиме? Да. Дали можеме да се споредиме со тие од претходно? Не. Зошто? Заради тоа што тие од претходно ништо не работеа, вака едноставно кажем. И сите овие параметри тоа го говорат. Не може Министерството менаџирано од страна на оваа влада да поднесе кривични пријави во висина од 380 милиони евра, а од страна на претходната влада од 6 милиони евра. Значи, само за една година разлика. Не е нормално тоа. Едноставно не е нормално тоа. Тоа значи дека претходно ништо не работеле. Јас не верувам дека ние чуда правиме сега. Јас не верувам дека ние топла вода измислуваме сега. Јас само верувам дека ние си ја работиме работата која што треба да ја работиме. Ама што правеле претходно е прашањето. И за тоа треба да има одговорност, јас мислам. Дали сум задоволен од она кое што ги имаме сработено како министерство во изминативе години и пол, две од кога јас ја го водам ова министерство и во рамки на техничка влада и во сега, јас би рекол дека навистина сум презадоволен од луѓето кои што покажаа дека може поинаку да функционира министерството. Од луѓето кои што работат во рамки на министерството честно, совесно, вредно
од полициските службеници кои што секојдневно се на улиците и при тоа ги превземаат, па ќе речам, професионално своите действија од луѓето во рамки на крим полиција, во организиран криминал, во одделот за воздухопловство, во мојот кабинет, кои што посветено работат и навистина покажаа дека може и поинаку. Дали сум задоволен од нив? Да, сум. Видливо е присуството на полицијата. Ова прашање може би требаше и претходно да го поставам во делот со безбеден град. Видливо е присуството на полицијата повеќе. Некои прашуваат дали овие сообраќајни полицајци уште повеќе ќе ги има на терен како еден вид на додаток на ова со безбеден град што се случува, затоа што додаваат една сигурност, да речеме, во целата работа, затоа што се нормални возачи. Тоа што има намера да прави прекршоци е друго прашање. Видете, полициските службеници ќе ги има на терен и виднина, целта е да и како ја зголемиме уште толку видливоста на полицијата, особено од аспект на превенција. Значи, особено од аспект на превенција и како дека ќе имаме присутни полициски службеници на терен, не само од сообраќајна полиција, Воопшто, да. Генерално се сето она кое што го правиме е поврзано со нова систематизација, нова реорганизација во Министерството, нов закон за внатрешни работи, нов закон за полиција и како ќе бидеме видливи, поефикасни, попрофесионални и ќе ја работиме работата за која што и постои уствари Министерството за внатрешни работи. Своевремено МВР плаќаше крвави пари на своите вработени заради она што го правеше објективно тогашниот министер за внатрешни работи. Луѓето беа префрлани од една позиција на друга без некоја логична причина, па имавме човек, не знам што е од Скопје, работи во Паланка, сега напамет зборувам, па луѓето се жалеа околу 20 милиони евра, мислам дека им беа истрошени на МВР токму на такви судски пресуди, затоа што практично самото МВР ги дискриминирало собствените вработени. Каква е ситуацијата сега? Има пријави, има жалби, има судски процес? Драстично помалку од претходно. Видете, она кое што беше правен основ за да се процесираат таков тип на тужби, ние го сведовме на минимум, да кажем. Онаа хранарина која што требаше да е утврдена согласно колективен договор и согласно закон, а при тоа не била исплаќана во минатото, ние ја исплаќаме. Луѓето кои што зима плати, да речеме, под минимална плата, со она покачување од 10% кое што го имавме во претходната година, влеговме во рамки на законски дозволениот минимум кој што се исплатува од страна на Министерството за внатрешни работи. Бонус платите ги исплаќаме навремено. Сето она кое што треба да го превземеме како действие, го превземаме како действие за да ги нивелираме овие состојби од претходно, така да сметам дека и како денешното менаџирање на Министерството за внатрешни работи се разликува од претходно. Фала му на Господ на подобро и за вработените и за особено за македонските граѓани. Набавивте автомобили и тоа некој најде замерка, прво најдоа автомобили за полицијата, а потоа се останато. Во ред, јас мислам дека полицијата мора да има секогаш најподготвени автомобили. Меѓутоа и тоа беше забелешка. Од друга страна, паметам и тоа какви жалби своевремено на полициски синдикати и така натаму за ужасната состојба на опремата на полицајците. До тврдската полиција, памтам, мене лично ми зборуваа полицајците дека немаат лисици, дека немаат униформа. Не знам, дека им недостасува буквално се. Точно е она кое што го кажавте од аспект на фактичка состојба која што ја констатирав, кога седнав во рамки на столчето во Министерството за внатрешни работи. Од тогаш навистина можам да кажам дека започнавме и реализиравме огромен број на проекти кои што се од интерес како за вработените, така и за македонските граѓани генерално. Еден од тие и набавивме 120 нови полициски возила, кои што се одлични за потребите на Министерството за внатрешни работи. Сите до едно се обележани полициски возила. Нема возила за министерот, за не знам, за заменикот, за директорот и така натаму. Тоа се службени обележани полициски возила кои што се користат од страна на вработените во рамки на Министерството за внатрешни работи. Дали беа потребни, нужни беа да се набават, едноставно без нив Министерството ќе не можеше да си обавува својата работа. И, нажалост, ставот не само на вработените во Министерството, туку и на поголем број на луѓе кои што реално следат работата на Министерството е дека
Само ВМРО кога е на власт се набавуваат поголем број на возила во министерството. Луѓето ги памтат шкодите од времето така, на претходната влада на ВМРО ДПМН и ги памтат Крајслерите од предходната влада на ВМРО ДПМН. Практично во време на овие другиве никогаш не е направена потребна набавка на возила кои што навистина ќе бидат ставени во служба на македонската полиција, која што едноставно невозможно да одговори на потребите на граѓаните без да при тоа ги има возилата. И навистина вака јас особено сум горд на тој проект заради тоа што без тие возила Министерството за внатрешни работи ќе беше нефункционално, тотално нефункционално. И до година ќе, односно оваа година повторно ќе имаме набавка на моторни возила. Ова до душа сега ни се потребни, да кажеме, поголем број на комбиња, значи моторни возила кои што во себе превезуваат поголем број на полициски службеници кои што ќе треба да се пренесат од една точка до друга точка, се со цел, пак ќе повторам, да ги задоволиме потребите на нашата професија, се е тоа цел на А униформите, опремата и така натаму? Моментално сме во дел од униформите, за дел од униформите имаме склучено договори за набавка, се чека нивна испорака, за дел од униформите треба да склучиме договори за набавка, па ќе чекаме испорака, така да во текот на 2026 година со сигурност ќе го затвориме и тој дел. Македонската полиција ќе има нова, ребрендирана униформа, какво што има секоја една полиција, да речеме, во земја членка на Европската унија. Наистина ќе го смениме ликот и функционалноста на Министерството за внатрешни работи, а со тоа и достоинството на полицискиот службеник. Полициските службеници, барем најголем дел од нив, се професионалци кои што си ја сакаат работата и си ја сакаат државата. А со сето тоа и си го сакаат својот народ и се во функција на македонските граѓани. Така да нека следат македонските граѓани, имаме многу проекти кои што ќе ги реализираме во текот на 2026 година, а со тоа и ќе ја подобриме целокупната безбедносна ситуација која што, да речеме, дека е наша целта на полициските службеници и на сите вработени во Министерството за внатрешни работи е токму тоа. Не само од сообраќајен аспект, не само од аспект на, да речеме, намалување на вкупен криминалитет, не само од аспект на управни служби. Знаат македонските граѓани многу добро, еве да речеме особено во Скопје, што се е сторено во изминатиот период во делот на издавањето на пасоши, лични карти, возачки дозволи, во кои услови сега работат припадниците на Министерството за внатрешни работи, во кои услови граѓаните можат да си го стварат своите права, особено да речеме во градот Скопје. Сите оние управни служби кои што ги отворивме во помалите општини, како што се Липково, Јагуновце, Желино, Сара и така натаму, ги доближивме услугите на Министерството за внатрешни работи до македонските граѓани. Отворивме нови полициски станици во изминатиот период, да речеме една полициска станица која што беше во општина Бутел, а при тоа се викаше полициска станица Чаир, не само што законски го сменивме името, туку и ја обновивме еден објект кој што навистина беше испод секој достоинствени услови за нормално функционирање. Го напуштивме, тој сега ќе биде срушен, таму ќе биде изграден парк од страна на општина Бутел, а ние се префрливме во еден објект кој што десетина години стоел тотално неискористен, тотално нефункционален, на подобра безбедносна точка, еве да кажеме, од аспект на општината и од аспект на функционирањето на Министерството за внатрешни работи. Го средивме, го дотеравме со многу помалку средства отколку да изградиме нов објект и сега полициските службеници кои што ќе работат таму и граѓаните кои што ќе пристапуваат во таа полициска станица навистина веќе имаат достојни услови за работа. Не знам мојот претходник колку време го ветувал дека ќе го реновира тој објект, дека ќе го стави во функција, ќе најде нов објект. Ние тоа успеавме да го направиме навистина за помалку од година дена и навистина вака би сакал да му честитам на тимот мој кој што работеше на овој проект. Навистина за фантастично кратко време успеавме да ставиме во функција еден убав културен објект кој што
е во интерес на македонските граѓани во секој случај. Тоа е само еден мал дел од сето она кое што го работивме во изминатиот период. Дел од тие проекти се видливи за граѓаните, но огромен дел од проектите кои што ги работиме и ќе ги финализираме и во 2006 и во 27 и во 28 година, навистина граѓаните ќе имаат можност да го видат сето она кое што го работиме, а тоа е навистина вака сето она кое што со љубов и со многу посветеност не може да не даде резултат на крајот на денот. Панчо Тошковски, министер за внатрешни работи, ви благодарам за гостувањето во Заспи, ако можеш. Ви благодарам на поканата и уште еднаш да завршам со тоа што би им се заблагодари и би им честитал на македонските граѓани за совесноста која што ја покажа и за надежта која што генерално ја враќаат дека Македонија можела подобро. Да, почитувани гледачи, овде го завршуваме ова издание, го пробивме рокот, морам да признам терминот, односно за емитување на оваа емисија, меѓутоа интересни прашања, важни прашања одговараше министерот за внатрешни работи, останаа се разбира и други неодговорени, но има време да се разбира. Овде ја завршуваме емисијата, утре во 15 часот да не заборавиме репризото издание, а јас ви се кажам нова седба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.